ден, почитувани, вие сте на фреквенцијата на телевизија 21, следите уште едно петочно издание на емисијата Daily Click. Мој денешен гостин е доктор Злате Мехмедовиќ, директор на Клиниката за физикална медицина и рехабилитација. Ќе зборуваме за рехабилитацијата на пациентите, односно повредените во трагедијата во Кочани. Добар ден, добро дојдовте, докторе. Добар ден и ви благодарам за поканата. Пред да зборуваме за процесот, нели, и за темата за која што ве поканив да ми бидете гостин, би сакал да, ако можам така да кажам, да разјасниме одредени дилеми, бидејќи веднаш по страшната трагедија која што се случи во Кочани, на социјалните мрежи од одредени лица, некои се и, нели, медицински лица, меѓутоа и кои не се, некои портали дури објавија итен апел, така да го кажам, дека сите оние лица кои што биле во близина на дискотеката кога се случил пожарот и помагале, да кажеме, во спасувањето на тие млади деца таму, меѓутоа и оние кои што живеат во близина би требало итно да се пријават на прегледи, бидејќи, нели, голема била веројатноста од труење со азбест, бидејќи кровот на дискотеката било од азбестни табли, така да кажам. Она што прво и основно треба да го разликуваме е дека кога имаме ваква експозиција на висока количина на азбестни честички, не може да очекуваме веднаш промени кои што ќе настанат во организмот. Луѓето кои што се нашле во тој период кога се случи трагичниот настан во Кочани на лице место на настанот, сигурно е дека во периодот кој што следува, и тука не зборуваме за денови, недели или месеци, туку зборуваме за години после тоа, ќе треба да бидат исследувани за одредени евентуални хронични промени или малигни промени кои што би можеле да настанат во организмот на оние кои што инхалирале честички. Да се разбереме, труењето со азбест претежно е професионално труење, кое што настанува на местата каде што има обработка на азбест, искупување на азбест, употреба на азбест. Секако. Значи се користи во градежната индустрија, има исклучителна цврстина, има добра термоизолација, еластичноста му е една од подобрите карактеристики и поради таа негова предсек карактеристика која што може да се употреби во голем дел од индустрија, во автомобилската, во бродоградежната индустрија се употребува. Азбестот е прилично убиквитарен елемент кој што се користи практично во секоја сфера на живењето до минатиот век, негде кај 70-тите, 80-тите години, кога се и практично со медицина базирана на докази докажани штетните ефекти од азбестот. Тогаш започнува еден организиран пристап кон елиминација на азбестот со цел да се отстранат сите овие штетни последици на азбестот. И денеска во Македонија, посебно после потпишувањето на спогодбата со која што треба дефинитивно да се отстрани употребата од азбестот од употреба во било каква индустрија во Македонија, а и од оние кои што веќе се затекнати азбестни материјали употребени, опасноста од понатамошни професионални болести и штетности остануваат од минатото од пред 2011 година. Меѓутоа, во конкретниот случај, високата инхалација на честички во моментот кога се случила трагедијата во Кочани, може да биде причина, да се навратам на одговорот за вашето прашање, може да биде причина за појава на така наречени хронични промени во белите дробови, кои што може да ја нарушат вентилацијата на белите дробови. Тоа се пнеумокониози, најчесто фибриногени пнеумокониози предизвикани од азбест, кои што предизвикуваат нарушена вентилација, размена на гасови на ниво на алвеоларно-капиларна мембрана, а оние што се секако посериозни и кои што можеме да ги очекуваме во период од повеќе, можеби и од 20 години, се карциномите. Еден од најмалигните карциноми е мезотелиомот на плевурата, директно поврзан со експозицијата на азбест, и кога имаме такви случаи на доцна детекција на пациенти кои што имаат веќе мезотелиом, векот на преживување за жал е исклучително краток, затоа што се работи за многу прогресивна форма на карцином, негде околу 2 години е тој век на преживување. Сега во овој момент, да заклучиме, нема опасност која што би требала веднаш да се мониторира. Меѓутоа, хроничните фиброзни промени кои што настануваат особено во базалните, во долните делови на белите дробови треба да се следат. И секако оние кои што се малигни процеси, не само за мезотелиомна плевура, туку и за карциноми асоцирани со азбест, како што е планоцелуларниот карцином и аденокарциномот.
Значи, вие се согласувате со тие апели дека би требало лицата кои што да си поведат сметка за себе и да не во блиска иднина, во подалечна, да се обратат, да кажеме, превентивно, ако ништо друго. Така, и не треба да заврши тоа само на апеле, тука системот ќе треба навистина да си го подигне алертот и тука системот, кога зборам за системот, мислам за системот од примарно ниво до терцијерно ниво, тоа е систем на следење на промени кои што можат навистина сериозно да го загрозат здравјето и животот на оние што се инволвирани. Морам да спомнам, бидејќи спомнав одредени, да кажеме, лица и доктори, морам и да спомнам ваш еден колега, доктор Нико Беќаровски, во еден подкаст кој што рече, пак има едно, ајде да кажеме, може би и спротивно тврдење, кој вели дека скоро и никакви се шансите да се разболат или да има последици по луѓето кои што вдишале, да кажеме, биле во близина на дискотеката, да заболат од... Без да навлегувам во материјална дискусија со мојот драг колега Нико Беќаровски, уште еднаш ќе кажам дека не постои безбедна граница на инхалација на азбестни частици. Интернационалната асоциација за следење на карциномите практично нема трешхолд, не поставува трешхолд, гранична вредност за тоа колкава е количината на азбест што можете да ја инхалирате, а при тоа да бидете безбедни дека никогаш во животот нема да имате појава на карцином. Затоа, уште еднаш ќе повторам, поради тоа што нема докажана безбедна граница за инхалација на азбест, сите лица кои што се изложени на азбест, на инхалација на азбест, не само во трагедијата во Кочани, за каде било кое лице за кое што ќе биде утврдено дека има настанато еден таков инцидент при кој што е направена зголемена инхалација на азбест, треба да биде предмет на сериозна обзервација во годините кои што следат. Докторе, дали клиниката чии ви сте директор е подготвена за оној, да кажеме, исто така важен процес, тоа е рехабилитацијата на пациентите и повредени во оваа трагедија? Зборувам за и просторно, и човечки ресурси, стручни лица. За еден ваков масовен инцидент, како што се случи во Кочани, мислам дека нема подготвена ниту една земја во светот да може да одговори. Зборуваме во акутната фаза, кога треба пред се да се направи иницијално прием на пациентите, да се направи нивна триажа, згрижување, чистење на раните, хидратација, втора степена триажа и испраќање во соодветни центри каде што тие треба да се лекуваат. Меѓутоа, кога доаѓаме до делот на рехабилитацијата, на клиниката за физикална медицина и рехабилитација во минатото се третирале пациенти кои што имале изгореници во многу помала бројка од она што сега ќе треба да биде предмет на работа во периодот кој што следи, особено земајќи во преди трагедијата во Кочани. И ако зборуваме за тоа каков е ноу-хау, односно спремноста, стручноста, какви се вештините и компетенциите на персоналот, во текот на изминатите недели веќе е направена проценка од Emergency Medical Teams, кои што дојде од Велика Британија, и проценка за тоа какви се вештините и компетенциите кои што ги има персоналот, почнувајќи од физијатрите, подоцна и физиотерапевтите и медицинските сестри, за да се знае дали нешто недостасува во процесот на едукација. Откако е увидено колкаво е знаењето, е направен одреден модул за доедукација која што ќе биде во насока на така наречено дополнително доедуцирање, за да може да се даде максимална грижа, максимална рехабилитација на пациентите. Тие обуки веќе се започнати во договор со Министерството за здравство, Светската здравствена организација. Да, обуките ќе се одвиваат и во Скопје и во Штип и во Кочани. Тие обуки ќе бидат од страна на стручни лица кои што имаат исклучително големо искуство од третман на изгореници и рехабилитација на изгореници. Обуките ќе бидат, како што кажав, дел во Скопје за установите кои што се од Скопје, дел ќе бидат во Штип и во Кочани за установите што се, како што е клиничката болница во Штип и болницата во Кочани. Во тие обуки се опфатени, како што кажав, модули кои што дополнително ги доедуцираат и физијатрите, и физиотерапевтите, и медицинските сестри за тоа како да се
даде најдобра рехабилитација на пациентите. Што подразбира таа целосна рехабилитација? Веројатно, освен оспособување, односно враќање на самите пациенти, да кажеме, да можат да функционираат во физичка смисла, веројатно опфаќа и психичка рехабилитација или психолошка, како правилно не знам да го кажам. Ние го викаме. Веројатно ќе ме поправите, со оглед на тоа дека најголем број кои што се повредени таму се млади лица и кои што веројатно во нивниот понатамошен живот ќе се соочат, нели, со тие повреди и треба да живеат, да научат да живеат со тие повреди. Ние, она што вие го раскажавте во повеќе зборови, го викаме биопсихолошка рехабилитација. Тоа значи дека треба и морфолошки, и функционално, и психолошки да се рехабилитира пациентот. И во таа насока има мултидисциплинарен пристап. Тука не се само физијатрите, физиотерапевтите, медицинските сестри, секако дека тука има и психолози, и психијатри кои што ќе работат со пациентите и во периодот сега додека се на акутна рехабилитација и во периодот додека се на долготрајна хронична рехабилитација. Најголемиот дел од рехабилитацијата сега во иницијалната фаза ќе биде во однос на третирањето на раните, начинот на кој што се стават компресивните завои, движењата кои што треба да бидат сочувани. Треба да се минимизира можноста од појавата на така наречените контрактури, односно ограничување на движењата на зглобовите, кои што се многу чести кога имаме изгореници, особено на подолгите екстремитети. Веројатно тетиви повредени и така. Тоа ќе биде уште еден проблем во хроничната рехабилитација, затоа што рехабилитацијата е процес кој што ќе оневозможи појава на деформитети на екстремитетите кои што веќе биле засегнати од пожарот во Кочани. Рехабилитацијата мора да се одвива и на делот на кардиореспираторниот систем. Голем дел од пациентите повредени во Кочани имаат веќе изгореници на дишните патишта, изгореници на дигестивните патишта. Изгорениците се и на ниво на бели дробови, така да кардиореспираторната рехабилитација е исто дел од рехабилитацијата која што ќе биде спроведена. Целиот овој процес треба да биде апсолутно безбеден и да има така наречена контрола и превенција на инфективни опасности, затоа што отворените рани или свежите рани или веќе трансплантираните рани се секогаш подобни да се место каде што може да се развие секундарна инфекција и при тоа треба да се знае, да се направи план за која антибактериска терапија ќе се користи кај овие пациенти. Од аспект на се она кое што го кажавме, практично се рехабилитираат сите засегнати делови. До лузните кои што ќе останат во одредени делови на местата каде што има изгореници и кои што со процесот на физикална терапија можат исто така да се минимизираат, понекогаш има и 100% повлекување на одредени лузни, како резултат на одредени процедури кои што може да се прават, одредени се процедури кои што се прават со апаратура, одредени процедури се прават со масирање, одредени вежби и така натаму. Во таа трагедија 200 повредени имаше, сите со различно ниво, да кажеме, на сериозноста на повредите. Според последниот извештај на Министерството за здравство, од вчера 55 пациенти остануваат на лекување во странство. Дали рехабилитацијата подразбира опфаќање на сите повредени пациенти или оние што се окарактеризирани како најтешки случаи кои што се лекувани во странство? Не, постои тука принцип на триажирање за тоа кои пациенти ќе имаат потреба од рехабилитација која што ќе биде по соодветна програма и во одреден временски период и пациенти кои што веќе се испуштени на домашно лекување кои што нема да имаат потреба од рехабилитација. Иницијално пациентите кои што беа примени во клиниките и болниците во Македонија нема обсежни изгореници и нарушувања во функционалноста кои што би имали потреба од некаков вид на рехабилитација. И не очекуваме ни во подолг временски период таму да се јават проблеми кои што ќе бидат некојаш предмет за било каква рехабилитацијска. Дури и Германија, дури и скандинавските земји, како што се Данска, Норвешка, Шведска, го редизајнираат системот
на дијагноза и третман во систем на превенција на болести и промоција на здравје. И не доаѓаме до она фамозна поговорка која што вие кажавте, дај Боже да бидеме здрави, туку од нас зависи колку ќе бидеме здрави. Ако ние почнеме да промовираме здрави училишта, здрава исхрана, здрав начин на живот, физички активности, веројатноста дека тоа дај Боже ќе ни треба е многу помала во однос на тоа колку ние сами ќе придонесеме за тоа да имаме здрав живот. Ние денеска видите сме земја во која што секој втор е пушач. Ако е ќе ве прекинам малку да упаднам во вашиот одговор, веројатно не зависи само од нас. Секако. Веројатно зависи и од окружувањето во кое живееме, од државата во која живееме. Веројатно зависи од ајде да почнеме од самиот образовен систем. Од каде ќе работите, во какви услови ќе работите. Со какви луѓе ќе соработувате. Бидејќи има еден податок, веројатно ќе ме поправите ако грешам, пред година или две едно истражување ни направивме. Еден од диазепамот бил едно од најпродаваните лекови. Точно. Точно, меѓутоа, кога ќе кажам нас, ја не мислам само на нас како мене Злати, тебе Еди. Туку мислам на нас како општество и како заедница. Тоа значи дека и институциите, и граѓаните, и ако сакате и реалниот сектор, и јавноздравствениот сектор, и било кој дел од државата треба да има заеднички ангажман за да се случи тоа. И образовниот сектор е исклучително важен во тој процес. Ако сакате статистички да збориме, да збориме за оптовареноста на болести. 2023 година Светска банка направи анализа во која што се покажа дека негде околу 570.000 граѓани во државата имаат покачен крвен притисок. Околу 250.000 имаат дијабет. И негде околу 150.000 имаат пропратни ендокринолошки заболувања. Ако на тоа ги додадете и респираторните заболувања, 1 милион граѓани во Македонија ги имаат 5 најчести амбуланско превентабилни заболувања, за кои што можеме сериозно да направиме превентивни програми. Па холестеролот е еден од причините зашто имате покачен крвен притисок. И потоа се случуваат кардиоваскуларни инциденти. Така да, ако ги решаваме само 5 најчести амбулаторни болести, 2023 година беа направени реформите во примарната здравствена заштита со кои што се таргетираат токму овие болести. Тоа беа хипертензијата, дијабетот, хипотиреозата, хобот и астмата. И врз основа само на тие индикатори кои што ги имавме, годишно се припишуваат 3,5 милиони лекови за овие 5 болести. Откако го променивме режимот, им овозможивме на граѓаните да не одат на секундарно и терцијерно ниво за да ги набавуваат лековите, денеска стапката на реферирање, на препраќање, на користење на мој термин, упатување кон секундарно и терцијерно здравство за секоја од овие дијагнози е на половина. Ако имало 20% реферирање е на 10, ако имало 40 е на 20. Така треба да се гради системот во иднина. И кога да се вратам сега на она што беше и почетокот на вашето прашање. Ниту една земја во светот нема доволно пари за да лечи болести и затоа сите одат кон она да имаат пред се здрава популација, која што не само што нема да биде на терет на клиничкото здравство, туку ќе биде економска стабилна база во која што работната способност на населението пред се ќе биде подобра, психосоцијалната состојба на населението ќе биде подобра и економскиот ефект на државата ќе биде поголем. Ниту една земја во светот не станала прво богата, а потоа да биде здрава. Туку е обратен процес. Здравите земји имаат предуслов да станат богати. Ако може би не е благодарно, меѓутоа би сакал наистина да ве прашам, бидејќи не врзано за трагедијата во Кочани, начинот на кој што беа третирани сите пациенти и како нашиот здравствен систем реагираше. Впрочем, во овој случај позитивно да кажеме, можеме само да кажеме како беше истретирано. Апсолутно позитивно. Иако за жал нели имаме и смртни случаи. Но критиките на јавноста за состојбите во здравство секогаш се, да кажеме, актуелни, секогаш се големи. А ако може да дадете оценка во овој момент, да кажеме, од 1 до 5,
каква оценка би дале за нашето здравство? Не би била сјајна оценката, не би лицитирал и не би можел сега толку брзо да оценам нешто што е исклучително сложено. Би била ниска оценката, во секој случај. Јас сметам дека Македонија... Што е причината? Дали е фелата, докторите, медицинските сестри не се доволно платени? Дали е се просторните услови, дали со апарати, да кажеме, самата дигитализација, унапредувањето на апаратурата во светот, што гледаме, нели, пред се во Јапонија и се изненадуваме во употребата на роботиката, да кажеме. Македонија има светла иднина само доколку се инвестира во три основни сектора. Во здравството, во образованието и дефинитивно во владењето на правото. Ако инвестираме во здравствениот систем, тоа не можеме да го правиме на начин на кој што го правевме до сега. Здравствениот систем не треба да биде систем во кој што нерационално ќе се трошат средствата. Најголемиот абсорбент на средства во здравствениот систем во изминатите 30 години се терциерното здравство, па секундарното здравство, па превентивата, примарното здравство, па дури на крај превентивата. Рехабилитацијата е во минорни 1,5%. Треба да го превртиме целиот процес. За да го превртиме целиот процес, начинот на кој што до сега се решавале работите треба да се променат. Не се решаваат проблемите на начин на кој што до сега ги решававме. Ги знаеме кои се проблемите. Нема доволно средства, нема доволно персонал, нема доволно кадар, немаме доволно ресурси кои што можеме да ги користиме во градење на квалитетен здравствен систем. Мора да се редизајнира системот. И кога ќе кажев, во се она која ќе го земеме како причина, враќањето кон најдостапните услуги во моментот за граѓаните, а тоа се услугите на примарната здравствена заштита, се најидеалното решение за Македонија на подолг временски рок да воспостави систем во кој што квалитетни, компетентни здравствени тимови на ниво на примарна здравствена заштита ќе може да го даваат се она што денеска се дава во болниците, во специјалистичките ординации, додека се полни ходниците на истите тие секундарни и терциерни установи. Тие протоколи за кои што говорев претходно, за хипертензија, ХОП, астма, диабет, хипотиреоза, се протоколи кои што на матичните лекари и на нивните медицински сестри во тимот кои што работат, им овозможуваат многу поголеми компетенции и ингеренции во делот на диагностика и на третман. И сега да ве прашам вас, кога ќе имате една таква ситуација и кога ќе имате вашиот матичен лекар, на 4 минути пеш од вашиот дом, и каде што знаете дека ќе добиете квалитетна услуга, која што дефинитивно вашата здравствена состојба ќе ја реши, ќе изберете да отидете пешки до кај него, или ако евентуално живеете во Берово, Пекчево, Делчево, Гевгелија, Охрид, Струга, ќе треба да запалите автомобил, да се качите на автобус или да најдете друго превозно средство, па да дојдете до клиничкиот центар во Скопје и тука да чекате во ходникот на некој од клиниките, да чекате да ја добиете услугата која што сте можеле да ја добиете само во период пресметано со целокупното време траење на тоа колку е потребно од дома да отидете до вашиот лекар и да се вратите назад за некои 30 на минути. Да, ако сакате одговор, јас веројатно би го одбрал тоа првото, пешки да отидам до матичниот лекар. Не дека сум од Охрид или од Скопје, сум меѓутоа голем проблем е и кога ќе дојдете на клиничкиот центар. И да најдете паркинг. Треба 40 минути да најдете паркинг и некој паркингот, решението за паркингот во клиничкиот центар не е во правењето на поголем паркинг. Туку е во примарната здравствена заштита која што треба да се изгради и тогаш нема да има потреба од поголем паркинг на клинички центар, затоа што на клинички центар ќе завршуваат само оние пациенти на кои што реално им е потребна услугата. Кога сме веќе кај клиничкиот центар, со ова прашање ќе завршам, со години наназад, значи се менуваат млади, идејата за изградба на нов клинички центар никако да се реши. Вашиот став? Мојот став беше одамна еден стандарден став кој што го имам и никогаш не сум го променил, дека немаме потреба од нов клинички центар. 2050 година очекувате дека ќе имаме драстични промени во начинот на кој што ќе се дава здравствената заштита. Имавме можност неколку пати да имаме предавање на Каролинска универзитет во Стокхолм за тоа како ќе изгледаат болниците во 2050 година и во некои земји и многу порано од тоа. Тогаш ќе имаме можност да видиме дека болниците ќе бидат болници без зидови. И сега ако ние влеземе во една фаза на изградба на клинички центар во 2025 година,
а знаеме колку тешко се гради клинички центар, барем од наше искуство, ќе испадне дека во периодот кога ќе го изградиме клиничкиот центар, веќе ќе немаме и потреба од него, затоа што услугите кои што ќе се дават ќе бидат на малку поразличен начин давани од тоа што е сега. Денеска телемедицината е во експанзија, дигитализацијата е во експанзија, веројатноста дека ќе можете преку сензори, преку одредени телемедицински апарати, виталните параметри да ги испратите до вашиот лекар, истите да ги види, да ви препише терапија или да ви даде совет, или, ако има потреба да ве викне негде кај да направи некое друго испитување, ќе бидат реално за многу краток временски период. И така наречените hospitals without walls, или болници без ѕидови, се веројатно новите клинички центри кои што ги гледаме во поблиска иднина. И тука да се разбереме, тоа не иде на штета на пациентот. Без да се намали квалитетот на услугата која што ќе ја добиете, штедејќи го сопственото време и ресурси, вие ќе ја добиете таа услуга додека сте во удобноста на вашиот дом. Носите паметен часовник. Истиот може да ви измери срцева фреквенција, како што напредува техниката, може да ви направи и ЕКГ, да ви детектира атриална фибрилација, да ви го измери процентот на сатурираност на крвта со кислород. И истиот тој може да ги испрати податоците до вашиот лекар, да му направи сума на податоци, да знае он дека нешто се случува со вас. Така да не се чудете некогаш во иднина, кога ќе имаме ситуација во која што додека седите дома на вашиот мобилен телефон ќе ви стигне порака дека треба да земете некој антиаритмик, затоа што вашиот часовник, без вие да знаете, му кажал на вашиот лекар дека треба да добиете антиаритмик. Да, не знам дали кај нас до 2050 тоа или порано ќе се случи, затоа што некако доцниме во сите работи, но се што не е на штета или за доброто на пациентите би требало да инсистираме да се случи и побрзо. Секако. Ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од емисијата Daily Click. Ви благодарам за поканата уште еднаш. Почитувани, секако благодарност и до вас што не следевте во изминатиот период, со покана и натаму да останете со програмата на Телевизија 20. Пријатен ден. Кај оние кај кои што имаме сериозни нарушувања и на локомоторниот систем, и на кардиореспираторниот систем, и на дигестивниот систем, рехабилитацијата е неопходна. Во соработка со Министерството за здравство, Светската здравствена организација и EMT тимовите кои што се веќе пристигнати, се прави план за тоа каде индивидуално, значи тоа ќе биде план кој што врз основа на сите оние карактеристики, симптоми, последици и интервенции кои што се направени за секој пациент посебно, ќе се знае точно каде тој пациент ќе треба да се рехабилитира, дали тоа ќе биде во клиниката 8 септември, дали ќе биде во клиниката за физикална медицина и рехабилитација, дали тоа ќе биде во клиничката болница во Штип или ќе биде во болницата во Кочани. И тоа ќе биде направено не само врз основа на индивидуалните карактеристики на пациентот, туку и врз основа на опремата, просторот и кадарот, кој што клиниката може или болницата може да ги понуди. Така да и тука ќе има повторно едно класифицирање на пациентите врз основа на тоа што може да се рехабилитира, каде може да се рехабилитира и кој треба да се веројатно и од тоа што сега го кажувате, веројатно и од секој пациент посебно ќе зависи, да кажеме, временскиот период за кој што ќе трае рехабилитација. Секако, оние што се најтешки ќе имат многу подолготраен период на рехабилитација, за разлика од оние кои што се полесни. Како што кажав, не очекуваме кога имате поголема површина покриена со изгореници и немате, например, да кажеме, засегање на респираторниот систем, да има потреба од долготрајна рехабилитација.
Некогаш рехабилитацијата кај изгорениците, каде што имаме пообсежни изгореници, може да трае и со години. Не значи дека во континуитет ќе трае со години. Тоа значи дека имате рехабилитација која што ќе ја подобри состојбата, меѓутоа има после еден период на латенција по кој што повторно може да има потреба од рехабилитација. Така да може да очекуваме кај некои пациенти и да се повторува рехабилитацијскиот третман на одреден временски период. Да, станува збор, морам да ве прашам, пациентите во поголем случај се повредите на дишните, респираторните органи или надворешни изгореници? Поголемиот број имаат комбинирани повреди и изгореници на дишните патишта и изгореници на дигестивниот систем, затоа што зборуваме за горните делови на респираторните патишта и на дигестивниот систем, и имаат изгореници доминантно на главата и на рацете. Од таа причина, контролата на овој дел од телото кој што треба да се направи во насока на тоа како треба да се контролираат пред се, мислам, секундарните инфекции, е исклучително важно за тоа што се работи за мукоза, зборуваме за дишните патишта, која што е исклучително сусептибилна на секундарни инфекции. Така да инфекциите, особено во фазата на акутна рехабилитација, додека се уште во клиниките каде што се третираат, а потоа и во пострехабилитацијската фаза, е нешто што внимателно треба да се следи. Веројатно процесот на рехабилитацијата и сама потреба, да кажеме, народски, да се изразам, одредени масти или средства кои што ќе се користат, тоа е, предпоставувам, скапа терапија. Лекувањето во странство сега, што е и хоспитализацијата, дури за 20 членови на семејството, државата рече дека тоа сите трошоци ќе бидат покриени. Како станува збор за самиот процес на рехабилитација? Се она што треба да биде покриено, ќе биде покриено. Нема да биде ништо на трошок на пациентите. Министерството за здравство... Бидејќи се извинувам што ја прекинувам, имаше и такви апели на социјалните мрежи, токму во насока на ова ја што го прашувам. Едно е самото болничко лекување, а друго е процесот на рехабилитација и таму ќе треба многу средства, па имаше и повици за кој може да донира, да помогне, и затоа ја прашувам. Рехабилитацијата во Македонија е бесплатна, исто како што и лекувањето бесплатно, така да во основа се работи за јавни здравствени установи кои што се обврзани да ја дадат максимално квалитетно, компетентно грижата за своите пациенти во делот на рехабилитацијата, и истата ќе биде спроведена на сметка на јавните здравствени институции. Нема да има никакви дополнителни трошоци, нити финансиски оптеретувања на пациентите, тоа ни е и обврска и должност да го направиме, и така ќе биде. Нема потреба од никакви апели, дезинформации за тоа дека треба да се собираат било какви средства, затоа што, како што кажав, сето тоа што треба да биде покриено со рехабилитацијата ќе биде покриено согласно законите кои што се во делот на здравствено осигурување и Законот за здравствена заштита. Во јавност исто така се наметнува едно прашање по оваа голема трагедија. Вие на самиот почеток кога ја почнавме емисијата и рековте дека ниту една држава во светот не може да биде, кога ве прашав за екипираноста, подготвеноста на клиниката каде што си директор, ни една држава не може да биде подготвена за една ваква трагедија. Но поголемиот дел од пациентите кои што се со посериозни, да кажеме, повреди, посериозни случаи се испратени надвор на лекување. И сега еве прилика благодно до сите земји кои што понудија и дојдоа да помогнат. Но во јавноста се наметнува прашањето дека ние не сме можеле како држава, да кажеме, како здравство, да третираме посериозни пациенти и затоа тие полесните, да кажеме, со полесни повреди се тука, кај нас, а оние потешките се испратени надвор. Веројатно треба да разбереме, да го разбереме процесот на триажа и што тоа значи тежок и што значи лесен. Не значи дека во Македонија не се третирани пациенти. 100 пациенти се испратени надвор од Македонија, 100 пациенти се третирани во клиниките и во болниците во Македонија. Во редовните состаноци кои што ги имаме во Министерството за здравство, секојдневно комуницираме и за тоа каква е состојбата на пациентите кои што се во моментот хоспитализирани во Македонија. Значи, тука имаме хоспитализирани пациенти на клиниката за пластична хирургија, имаме
хоспитализирани пациенти во 8 септември, хоспитализирани пациенти во специјалната хируршка клиничка болница Свети Наум Охридски или позната помеѓу народот како Стара градска болница. Во градската болница се направени трансплантации на кожа веќе на пациенти кои што имале сериозен дел од кожата кој што недостасува како резултат на изгореници, покриен со графтови на кожа. Не е дека кај нас не се третираа пациенти, не е дека тие пациенти не беа тешки. Кога се случува еден ваков масовен инцидент, прво и основно што се прави е така наречена триажа за тоа да се одредат повторно врз основа на спецификите на одреден пациент најсоодветните центри и најквалитетните центри за третман во светот. Сите деца кои што се испратени во странство се испратени во центри кои што имаат високо професионално стручно знаење во третман на изгореници. И добро е што тоа се случи така, затоа што бројката која што можевме да ја очекуваме на починати како резултат на еден ваков масовен инцидент можеше да биде во почетокот многу поголема од 59. Денеска сме до бројката 61. Жално е, висока бројка е, меѓутоа бројката која што можеше да биде многу поголема со помош на таквите специјализирани третмани во болниците кои што се високо квалификувани, кои што имаат голем број на пациенти, кои што во текот на годината гледаат многу повеќе од 4-5 пациенти кои што се изгореници, беше многу важна и видовме сега, после долг временски период, каков е резултатот на третманот на пациенти во такви високо специјализирани центри. И сметам дека е апсолутно исправна одлуката. Без тука да го ставиме своето его, експертиза и способност како пример. Да се испратат децата таму каде што искуството е огромно, таму каде што знаењето и компетенциите се големи затоа што има голем број на пациенти, отколку да докажуваме дека ние имаме капацитет. Самите земји се јавуваа, да кажеме, нудеа помош? Тоа е систем. Како одеше тоа? Тоа е систем кој што практично е востановен по Европската унија. Секој пат кога се случат вакви... Системот на Европската унија за активирање катастрофи или како беше? Да, за активирање на вакви елементарни непогоди и катастрофи. Практично преку тој систем е овозможено да се искористи помошта која што ја нудат другите држави и тоа беше апсолутно исправна одлука која што тогаш ја донесоа здравствените власти и сметам дека резултатот е веќе повеќе од очигледен. Од вкупно сите оние кои што и беа критични, за жал имаме 2 смртни случаи кои што се случија во Литванија. Останатите веќе почнуваат да се враќаат дома и тоа е најважното. Не е важно за тоа да докажуваме во вакви критични ситуации дали имаме доволно капацитети или немаме доволно капацитети. И во иднина, кога ќе има потреба било која друга земја да се повика на капацитетите на било која од земјите кои што се во околината, можеби Македонија ќе биде некоја од земјите кои што ќе згрижат 2, 3, 4 или 5 пациенти. Меѓутоа зборувавме за бројка од 100 пациенти кои што треба да се згрижат во една ваква масовна трагедија и тоа беше навистина невозможно, како што кажат, не само за Македонија, за било која земја, земјата од регионот, па дури и од Европа, многу тешко да се издржи. Кога сме веќе кај капацитетите, уште едно исто така прашање кое што се наметна, нели, после трагедијата е прашањето што Македонија нема центар за изгореници. Во Стара градска, мислам, по старо градската болница 2000, не знам точно која, престана 12-та или 9-та беше. Да, престана да функционира. Сега ние како новинари го прашавме, го отворивме прашањето со директорот на фондот, господинот Клековски, кој рече дека според праксата во минатото, тој центар за изгореници имал условно речено премал број на пациенти. 28 пациенти за 4 години. Да. И поради тоа, значи, тие доктори тамо, специјалисти кои што треба да работат, треба да има поголем број на пациенти, да кажеме, на годишно ниво, за да, еве народски пак да се изразам, да ме разберат гледачите, за да останат во форма, нели? Да имаат континуитет во знаењата и вештините. Се согласувате ли? И дополнително тој најави анализа да се направи, дали би било подобро ние да имаме таков центар за изгореници или да направиме некоја долгогодишна соработка со центрите во Грција и Бугарија.
Се согласувате ли со директорот на фондот? Тоа беше вообичаена пракса и во минатото. Кога ќе имаше оваков инцидент збориме за индивидуални, дали ќе бидат 1, 2 или 3 пациенти кои што ќе имаат сериозни изгореници, истите се испраќаа во центрите кои што се специализирани за изгореници, дали тоа ќе биде во Пирогов, дали ќе биде во Солун, дали ќе биде во ВМА во Белград, и на тој начин се решава и во минатото проблемите. И сега, доколку навистина дојдеме до она да размислиме кој е кост-бенефитот, односно дали навистина можеме да одржуваме центра за изгореници или истиот да го користиме, например, за елективна хирургија, што е многу попотребно во моментот, а оваквите инциденти кои ќе се случуваат, како што во примерот наведов за 28 такви инциденти во период од 4 години или 7 годишно, или помалку од тоа ви доаѓа дека ни месечно нема да имате некогаш пациент кој што ќе има потреба од еден таков центар за изгореници. Трошоците во здравствениот систем се исклучително високи и тука мислиме пред се на трошоците во персонал, опрема и кадар, кои што ќе треба да се обезбедат и континуирано да се одржуваат на ниво на функционалност. Кога ќе се случат вакви случаи, секогаш останува можноста да се направи, како што каже и директорот на Фондот за здравство, договор со некоја од околните земји, за да можат овие пациенти да се третираат, а ние нашите човечки ресурси и капацитети во опрема и во простор да ги користиме за оно што сега во моментот ни е потребно, а знаеме дека во здравството секогаш има нешто што недостасува, така да рационалното користењето на опрема, кадар и простор треба да биде приоритет. Ако, пошто рековте сега, секогаш во здравството недостасува, меѓутоа веројатно исто, да кажеме, како и војската, иако да кажеме одредена држава не е во конфликт со некој, сепак треба да одржува војска, да има војска, да поседува, да е подготвена војска, да веројатно и за здравството. Дај Боже ние да немаме пациенти, не само вакви случаи, туку и поинакви, да сме здрава нација, меѓутоа сепак треба да одржуваме еден стабилен здравствен систем кој што би можел да одговори во одреден момент на дените потреби. Тоа е многу интересно прашање, драго ми е што ја отворивте на овој начин темата. Во светот примерите за такви стабилни здравствени системи кои што се базирани на клиника, третман, а потоа и рехабилитација, и имаат исклучително висока ефикасност во индикаторите за квалитет на тоа како работат, мислам дека ако го иземеме NHS од Англија, кој што исто не е на тоа ниво, не постои ниту еден друг систем кој што е дизајниран на тој начин да функционира. И знаете ли зошто е тоа така? Затоа што е исклучително скапо да инвестирате во диагноза, третман и рехабилитација. Сите земји сега се преориентираат кон превентивата, промоцијата на здравието и примарната здравствена заштита.